вечер, Штип! Добро вечер, драги мои штипјани! Добро вечер за ВМРО ДПМН! Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија! Добро вечер, драги пријатели! Добро вечер за победнички Штип! Победуваме! Готови се! Издржавме 2,5 години. Цела држава беше по тортура во овие 2,5 години. Не само од СДСМ, туку и од нивните сценаристи кои го смислиле сето ова. Само пресметале се добро освен една работа. Направиле грешка во делот на формулата кај народот. Заборавиле дека оваа држава има силен и мудар народ, кој знае да препознае, кој знае да разпознае, кој знае да расудува, кој знае да наградува и кој знае да казнува како што ќе го казни СДСМ на 11 декември. Драги пријатели, ги лажеа своите членови дека ќе победат, веќе не оди таа работа, па фатија да ги лажат дека ќе има широка коалиција. Им порачавме дека и широка коалиција нема да ја биде, дека широка коалиција само ќе ја пролонгира кризата, како што нивното барање за продолжување на рокот на СЈО исто така само ќе ја пролонгира кризата, и дека тој што бара широка коалиција или пролонгирање на СЈО всушност бара само да се пролонгира кризата во Македонија. И тој нема добри намери. И сите ние го препознаваме тоа. Потоа, откако видува дека не ја била ни таа работа, почна да ги убедуваат луѓето, и гледам тоа го прави Стево Пендаровски, дека сите анкети говореле дека ќе победи СДСМ. Арно, ама не се синхронизирале во партија, па во истиот ден Радмила Шекеринска дава уште поударна изјава дека сите анкети се лажни и неточни. Како сега сите анкети викаат дека ќе победи СДСМ, од друга страна дека не се точни анкетите. Може би се во право. Ако некои анкети велат дека ќе победи СДСМ, во право е Радмила дека не се точни тие анкети, затоа што победникот веќе се гледа. Веќе се е јасно. Веќе на луѓето им е јасно кој ќе биде победникот. Она што е клучно, драги пријатели, она што е важно во овој момент е таа победа да биде доволно силна, доволно моќна, да не може некој повторно да се обиде да ја пролонгира политичката криза и хаос во Македонија и со тоа да остварува некои негови лични интереси и цели. Единствена гаранција дека политичката криза во Македонија нема да биде пролонгирана, односно ќе заврши на 11 декември, е 63 пратеници за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Тоа со сигурност значи дека завршува кризата,
Македонија добива стабилна влада, Македонија добива стабилна политичка атмосфера и продолжува да се движи напред, да се движи кон посилен економски развој и отворање на нови работни места, кон решавање на мноштво проблеми на граѓаните и кон НАТО и Европската Унија. Тоа се целите на новата влада која ќе ја предводи ВМРО-ДПМН и секој што ќе гласа треба да знае дека гласа за тие цели. Да се оди напред, да се отворат нови работни места, да се зголемува стандардот на населението, да се решаваат мноштво проблеми и земјата да се придвижува кон НАТО и Европската Унија. Драги пријатели, гледам дека ова приказната што е пласира со фантомските гласачи, сега 10-кратно ќе им се удри од глава. Имено да ве подсетам дека приказната за фантомски гласачи не е нова. Практично со оваа приказна тие ја започнаа кризата во Македонија во 2014-та, кога на денот на гласање вечерта во 19 часот Зоран Заев излезе и прогласи дека не ги признава изборите затоа што не биле фер и главниот аргумент му беше дека имало фантомски гласачи, дека гласале луѓе што не постојат, дека гласале луѓе кои ги немало на списоците или ги имало или кој знае како го објаснуваше тоа. И така ја започна кризата, политичката криза и сите проблеми што таа ги донесе во Република Македонија. Вие добро се сеќавате на тоа. Потоа, драги пријатели, пред отприлика една година, кога се доближувавме до договорениот датум за избори во април, кога видоа дека работата не оди во правец за победа, туку оди во правец за изгубат, повторно ја дигнаа силно високо таа тема, за да им биде алиби да ги одложат изборите. И се е тука во ред, освен што заборавија на една многу важна работа, на која редовно забораваат најмалку во овие 10 години, а тоа е народот. Заборавија дека со таа приказна со фантомски гласачи цело време, 2,5 години, а особено последната една година, си го лажат и поценуваат собствениот народ. И што се случи сега? Пред 2 дена излезе Државната изборна комисија која е доминантно под дивна контрола. И тоа свесно им го оставивме за да ги убедиме, да ги охрабриме да се појават на избори. Еве вие Државната изборна комисија, излезете на избори, ние со овој народ и на вас, и на вашите сценаристи, и на вашата Државна изборна комисија ќе ви покажеме дека овој народ е газда во оваа држава. И таа иста Државна изборна комисија, немајќи каде, така тивко, срамежливо, на една така невпечатлива пресконференција, меѓу редови, но сепак можеше да каже колку луѓе ќе гласаат во Република Македонија. Слушавме дека имало 500.000 фантоми, значи луѓе што не постојат, а што се впишани во изборните листи. Па ги намалија на 300.000, па 100, па 70, па се стишаа ги снема едно време. Сега излезе дека нема 500.000 фантоми, туку дека на следните избори 5.000 луѓе ќе гласаат повеќе од колку што гласаа во 2014 година. И што сега? Зошто 2,5 години криза? Зошто не признавање на изборите? Зошто напуштање на парламентот? Зошто година дена лажење дека биле полни изборните списоци со фантомски гласачи и 2 пати пролонгирање на изборите, што секако и направи штета на нашата држава и на народот што живее во неа. Најмалку економска штета, заради тоа што многу компании се поколебаа, одложија или се откажаа од вложување во Македонија и отворање на нови работни места, штета на имиджот на државата. Ја изважаа целата македонска јавност. 2 милиони луѓе година дена се лажени од оваа група од СДСМ, од водството на СДСМ, која сега од тие 2 милиони луѓе бара да ја гласаат и да дојдат на власт. Па како ќе ги гласаат луѓе што година дена безочно ги лажат и им велат дека има 500.000 гласачи и заради собствениот и партиски интерес
ја пролонгираа кризата на грбот, на штета, на сите граѓани во оваа држава. Затоа, драги пријатели, на 11 декември ќе ја добијат казната од овој народ и од овие граѓани во Македонија. Затоа што овој народ ќе покаже дека не дозволува да биде подсенет, дека секој кој си поигрува со него, секој кој му го подценува капацитетот, секој кој смета дека може да го лаже и дека народот нема тоа да го разбере, ќе биде казнет сурово со убедливо гласање против СДСМ и во поддршка на ВМРО ДПМН, која заедно со народот издржа во овие 2,5 години. Драги пријатели, тоа подценување на собствените граѓани го гледаме и во оваа кампања. Не само што многу пати во минатото тоа го правеа, и затоа губат 9 пати поред, ќе губат и 10 и тоа најак пораз. Тоа подценување на собствените граѓани го гледаме и во оваа кампања, во која што наумиле? Наумиле дека ако му кажат на секој што сака да слушне или што му е желба, независно дали можат тоа да го исполнат, дали ќе го исполнат, дали е тоа изводливо или не, дека секој човек ќе гласа за нив. Тоа е обид за уште една голема измама. Тоа е уште едно големо подценување на капацитетот на граѓаните на Република на Македонија, на македонскиот народ и на сите други граѓани. Дека е толку заостанат, веруваа дека е толку непресметлив, што и да му исварат од ракав како ветување, ќе го земе здраво за готово и ќе гласа за нив. Драги пријатели, можеби, тие се надеваат на тоа, но ќе се случи обратното, затоа што овој народ, независно кој е помалку образован, кој е повеќе образован, кој е помалку политички искусен, кој е повеќе политички или животно искусен и зрел, мнозинството од граѓани, убедливото мнозинство од граѓани ќе ја сватат оваа игра и ќе го казнат, и заради тоа СДСМ на 11 декември. Ќе го казнат за сите оние работи кои што ги прави и за сите лаги кои што ги кажува. Почитувани пријатели, јас го велам следното за Зоран Заев. Можеш да лажиш колку сакаш. Секој може да лажи колку сака. Но треба да најдеш некој да ти верува. А такви се помалку во Македонија. Од ден на ден се помалку, веќе останаа многу малку што веруваат на лагите на Зоран Заев и на СДСМ. Го слушам деновиве како оди со една нова лага, дека секој граѓанин преку нивниот проект за враќање на ДДВ, 15% од ДДВ, ќе добил по 500 евра во годината. Многу граѓани го направија тоа и ние го направивме тоа. Израчунавме колку треба секој човек во Македонија да потроши месечно, секој месец, цела година, за да на крајот на годината добие 500 евра поврат од ДДВ според математиките на Заев. И што излезе на крај? Со сите овие намалувања на ДДВ од 18 на 5 и трошењето на луѓето најмногу од тие услуги и средства од 5, излезе дека секој граѓанин треба секој месец да троши од 2 до 2.500 евра секој месец, цела година, за да на крајот добие 500 евра што ги ветува Заев. Кој граѓанин во Штип секој месец и колку са тие што секој месец трошат по 2 до 2.500 евра, за да на крајот добијат 500 евра од Заев? Нема толку, или има многу малку луѓе така, тоа што може да си го дозволат. Може би еве Заеви во Струмица, Вицето, Зоран Заев и нивниот клан, може би они имаат пари, пошто се фала дека имаат милиони евра, но овој народ нити може, нити има толку средства, нити па има потреба да троши по 2 до 2.500 евра секој месец, за да на крајот добие 500 евра. А и тој што има толку пари,
да троши 2 до 2.500 евра секој месец цела година и не му значат толку 500 евра на заев. Драги пријатели, целиот народ разоткри една нова голема лага на СДСМ. Како што на времето го лажеа народот дека ако дојдат на власт, ќе овозможеле од секое семејство да се вработи барем по еден, и видовме дека не се вработи, и видовме дека и многу се отпуштија. Сега новата лага е по 500 евра годишно од ДДВ. Затоа и за ова ќе бидат казнати на 11 декември. Се собираат многу работи за казна, за да биде референдумска и историска победата на ВМРО и поразот на СДСМ. Или да кажеме она приказна дека не знам колкава минимална плата ќе дале, без да размислат дека со тоа пола фабрики може да ги затворат во Македонија и луѓето да останат без работа, ама за тоа после ќе му мислат, не е ни важно. Нели, немаат сериозна намера тоа да го остварат, они мислат сега како да ги изважат луѓето, за после, отом потом. Па смисля и нова работа дека просечната плата ќе била 500 евра, мажот ќе зимал 500 евра, жената 500, вкупно 1000, па уште им пресметаа како да ги потрошат парите, да не му мислат. За одмор, за ова, за она и така натаму. Драги пријатели, сакам да ви кажам и да, јас знам дека најголемиот дел од вас тоа го знаете, но да подсетам, дека просечната плата не се носи со закон, со одлука на влада или пак со декрет. Просечната плата расте тогаш кога се отвораат нови работни места, се намалува невработеноста и приватниот сектор, работодавачите, се принудени да им даваат поголеми плати на нивните работници, за да ги задржат да не преминат кај новоотворените компании и фабрики. Новоотворените компании и фабрики, за да земат добри, искусни, квалитетни и така натаму работници, им нудат поголеми пари на овие што веќе работат, за да преминат кај нив. Така расти стандардот и така растат платите во секоја држава и во секоја пазарна економија. Еве како тоа изгледаше во Македонија. Во Македонија во 2006 година просечната плата беше околу 11.500 денари. Сега просечната плата е речи си 20.000 денари, значи 22.700 денари. Од 11.500 на 22.800. Како порасна? Нити закон донесовме, нити некоја одлука на влада, нити некаков декрет, нити ништо. Едноставно, ја подобривме бизнис климата, направивме држава со да биде пета најдобра по добрата бизнис клима во Европа, 10-та најдобра во светот. Најниски даноци на светот, најниски даноци на планетата Земја, добри услови за бизнис, тим
Ја подобривме бизнис климата, направивме држава со да биде пета најдобра по добрата бизнис клима во Европа, 10-та најдобра во светот. Најниски даноци на светот, најниски даноци на планетата Земја, добри услови за бизнис, тим ја подобривме бизнис климата, направивме држава со да биде пета најдобра по добрата бизнис клима во Европа, 10-та најдобра во светот. Најниски даноци на светот, најниски даноци на планетата Земја, добри услови за бизнис, тим
да биде пета најдобра по добрата бизнис клима во Европа, 10-та најдобра во светот. Најниски даноци на светот, најниски даноци на планетата Земја, добри услови за бизнис, тим, многу те работи лаги што ги кажува, ветувања нереални и така натаму. Во овие недели што не си заслушавме од негова страна. Но конечно, ако некому не му беше јасно што беше поентата на целата криза, што беше причината на сето ова што и се случуваше во Македонија, сега во последните недели и на оние граѓани кои не им беше јасно тоа, Зоран Заев им го разјасни. Откако почнува да раскажува дека ќе ја направи цела Македонија двојазична, откако почна да раскажува, како што тоа го правеше на телевизија 20, на Канал 21, дека и уставот ако треба ќе се смени за таа насока. Иако албанските партии си го толкуваат уставот така да не требало да се менува, може од се тоа се направи. Но тој вика ако треба и уставот ќе го сменим. Откако се потера и отиде во Швајцарија, кај албанската диаспора, да им каже дека рамковниот договор е ништо, дека не ни требаат рамки, да ги срушиме рамките, да одиме надвор од рамките, да се прошири тој рамковен договор. Откако почна да ни ги раскажува сите овие работи и да им разјаснува на луѓето, откако го слушавме како е воодушевен од кантоните во Швајцарија и од кантонизацијата, и како во неговата програма си раскажале се убаво, поврзано со идно кантонизирање во Македонија, народот и оној кој што не му беше јасно досега што е цела ова работа му станува јасно. Му станува јасно дека на вистина идејата е редефинирање на Македонија и дека некој мисли дека на вистина сега му е мајката. Но јас велам, сега му е мајката да ги избришиме од политичката сцена овие луѓе што за да станат премиери прават дилови со кого ќе стигнат. Гледам и го прогласија албанската диаспора за спасител, откако тој и преходно се прогласи за спасител, нели го цепнал Господ од нива да ја спаси Македонија и слично. Фрчко вчера исто го пофали многу, тоа во СДСМ многу значи, Фрчко да те пофали, и тоа не од Македонија, од Лјубљана го пофали, дека бил многу храбар, не очекувал толку храбар да биде за двојазичноста и дека е многу среќен и самиот Фрчко со сето тоа, дека ќе си учиме сите уште по еден јазик. Така што, драги пријатели, сето ова не може да не го споредиме и со други земји во регионот, например Босна, каде што и насадија од надвор кантонизација и каде што еве ги сега си ја чукаат главата што да прават со таа кантонизација, затоа што нема месец да помине, а да не се зборува дали ќе има референдум за отцепување или нема да има. Па имаше некаков референдум, па Уставниот суд го поништи, па сега еден од тие кантони вика ќе правиме и други референдуми, ќе правиме и референдум за отцепување и за независност. Тоа ли треба на Македонија? Тоа ли е животот што ќе го донеси Зоран Заев на Македонија? Таков ли живот сакаат граѓаните на Македонија? Да се занимаваме со тоа кој кантон ќе се отцепи и каде ќе се припои? Не и треба тоа, драги пријатели, на Македонија, и затоа нема да добија шанса. Уште една причина повеќе зошто ќе бидат жестоко збришани, не поразени, збришани од политичката сцена во Македонија. И нормално, кога имате таков елемент во државата, како што е СДСМ и Заев, другите гледат што може да искористат. Па вчера ДУИ ДПА објавија дека ако ВМРО не достигнало 63 пратеници во парламентот и ако сакало да состави влада со нив, ќе морало премиерот да го предложи ДУИ. Тоа ќе ни донесе Зоран Заев ако народот масовно не излезе и не ја подржи ВМРО ДПМНЕ да земе, да добие 63 пратенички места во парламентот. Не смееме да го дозволиме тоа. Драги пријатели, почитувани присутни,
Веќе неколку пати ги повторувам овие работи со кантонизацијата, двојазичноста, федерализацијата, иако Заев секојдневно почна да ретерира, да кажува дека не кажал тоа што го кажал, дека јас сум ги измислил сите работи, сите знаеме кој што кажуваше. Го повторувам ова заради една причина, да не ни се случи грешка. Да не кажеме после што не кажавте. Па не знаевме ние. Па вие требаше да ни кажете. Вие сте политичари, требаше да ни ги отворите очите. Не сме сите должни да следиме се политика и све да предвидиме и така натаму. Затоа го повторувам ова. Бидејќи ако се направи грешка, таа ќе биде кобна. Нема враќање назад. Кога нешто ќе се направи од ваков карактер, ќе се сгреши и ќе се отиде во еден правец. Нема поправање. Нема каење. Нема што не ми кажа, што не ме подсети, што не ми рече. Сега ви кажуваме, да си знаете. Ова важи и за вас тука и за сите по медиуми што не следат или преку интернет. Ви кажуваме многу отворено, многу јасно. Што и следи на Македонија од сценаристите кои го најмиле Заев да го спроведе нивното сценарио. Може би некои од вас се разочарани од некои наши слабости, грешки и пропусти. И ние сме живи луѓе и ние грешиме. Но фала Богу немаме стратешки грешки. Ке се трудиме да ги поправиме, да бидеме подобри, да бидеме уште поуспешни, да имаме помалку грешки и помалку слабости. Но ова е крупна работа. Ова не е работа за некоја мала грешка, па еде ке гласам за ова, па што сака нека биде. Ова е работа, се работи за Македонија. Внимавајте, се работи за Македонија, се работи за иднината на нашата држава, на нашата заедничка татковина. Немојте после некој да рече што не ни кажа. Бидејќи појасно од ова, не знам како да ви кажам. Затоа, драги пријатели, да се фокусираме на она што го нуди ВМРО ДПМН, на економскиот прогрес, на економскиот развој, на суверена држава, самостојна, независна, држава унитарна, без кантони, без такви работи, држава со соживот. Ние не сме против албанците во Македонија. Ние ги почитуваме, тие се наши сограѓани. Заедно со нив живееме, делиме и добро и лошо. Не им посакуваме, ама баш ништо лошо. Ако им посакуваме на нив и на нас си посакуваме. Сакаме заеднички да одиме напред. Заеднички да ги решаваме проблемите, да ја подобруваме економската ситуација, да се отвораат нови работни места и за нив и за нас. За сите граѓани на Македонија, и за македонците, и за албанците, и за турците, и за ромите, и за бошњаците, и за власите, и за србите, и за сите други што живеат, и за христијаните, и муслиманите, не ги делиме луѓето, сите ги почитуваме и сме политичка гарнитура што сака на сите да помогне. И се што помагавме досега, помагавме на сите. Никого не делевме. Дали е за субвенции, дали е за носење компании, фабрики, дали било за зголемување пензии, плати и така натаму. Бевме еднакви и ќе останеме еднакви кон сите. Да не ни прават приказни, ние сме биле националисти, а не знам што биле тие. Не, ние не мрзиме никого. Ние сите ги сакаме и ги почитуваме. Но јасно предупредуваме што и следува на Македонија ако ВМРО ДПМН не добие 63 пратенички места. Мора да си го кажеме тоа. Драги пријатели, она што го правевме во минатото во делот на економијата, ќе го правиме уште посилно. Во Македонија, во 2006 година, беа вработени 560.000 граѓани од сите жители. Значи, од 2 милиони луѓе, 560.000 работеа. Другите или беа невработени, или пензионери, или малолетници и така. Денес работат над 720.000. Значи, за 160.000 луѓе повеќе има што се вработили и работат. Тоа се вика 160.000 нови отворени работни места. И тоа 39.000 од нив се отворени во последните 2,5 години, додека трае политичката криза. Да не беше таа политичка криза, веројатно над 50 или 55.000 ќе беа повеќе. Драги пријатели, исто така, сакам да кажам, дека отворивме 14 технолошко-индустријски развојни зони. Дел се изградени, дел се во фаза на градба. Меѓу нив е и технолошката развојна зона во Штип,
каде веќе дојдоа одредени компании и отвораат работни места. Привлековме 2 милиарди и 600 милиони евра странски директни инвестиции во Македонија. Извозот го зголемивме на над 4 милиарди евра, а кога дојдовме на власт и извозот и увозот заедно беа толку. При тоа увозот беше поголем од извозот. Милиарда и 55 милиони евра обезбедивме за земјоделците во овие години додека сме на власт. Тоа не беше ни сон за земјоделците пред доаѓањето на ВМРО ДПМНЕ. Просечната плата, ви кажав, од 11,5 на 22,800. Социјалната помош ја зголемивме за 70%. Пензиите се зголемија, просечните за 70%, најниските за 90%. Понатаму се изградија 74 училишта низ земјата. 400 се реновираа, за тоа се вложија вкупно 50 милиони евра. Отворивме 3 нови државни универзитети, 25 нови факултети, 65 дисперзирани студии. Ја намаливме партиципацијата за студирање и сега е достапна, односно можно за секој да студира. Преведовме и испечативме над 1000 книги и учебници, од кои што учат студенти на највисоко рангираните 10 универзитети во светот, за и кај нас да ги користат. Опремивме нови 80 лаборатории за универзитетите. Во здравството, до нашето доаѓање, цените на лековите само растеа и немаше контрола. По нашето доаѓање, 10 пати ги намаливме цените на лековите, се намалија цени на лекови на 4700 лекови. И сега, секоја година, 33 милиони евра граѓаните на Македонија заштедуваат кога набавуваат лекови. Наместо во џебовите на олигарсите, фармацевски, во џебовите на граѓаните. Тоа е ВМРО ДПМНЕ. Се направија уште многу други работи. Далеководи, енергетски проекти, возови, 40 милиони евра во набавка на нови возови. Се намали цената на зелениот картон, едномесечен зелен картон, се намали цената на регистрирани возила, се намали акцизите и царините за луѓето да може да си увезат возила. Се даде можност за легализација на дивите градби, легализација на дворните места, легализација на земјишето под куќите и многу други работи. Се овозможија многу нешта што граѓаните не ни очекуваа, не сонуваа, затоа што на овие на паметне им паѓаше преходно да им дадат на граѓаните легализација на диви градби. Па како ќе ги оценуваат? Како ќе им викаат, ајде ќути таму и гласај за мене, ако не ќе ти ја слушам куќата, тива градба ти е. Направивме многу нешта, но уште многу работи не очекуваа да ги направиме. Во новата програма, наречена Реално, планирано е, пресметано е и сигурно е дека ќе се отворат нови 70.000 работни места во Република Македонија за 4 години. Како што падна невработеноста од 38,7% на 24%, наредните 4 години од 24% ќе паѓа негде меѓу 17 и 18%. Имаме еден нов значаен проект, се вика рурални развојни зони. Тој не е важен само за селата и руралните места. Тој е важен и за градовите, затоа што и првото село до градот влегува во тие рурални развојни зони, некоја што е на 2-3 километра од градот. Овозможуваме во сите такви населени места, села и градови помали од 10.000 жители, во наредните 5 години, секој што ќе инвестира, да може да добие привилегии, 10 години да биде 100% ослободен од плаќање на данок на добивка и на персонален данок на доход и 50% ослободен од плаќање на придонеси за пензиско и здравство. И плюс 10% од инвестицијата да му ја плати државата и да му даде по 2000 евра за секое ново отворено работно место. Па кај го има тоа, драги пријатели? Во која држава сте чуле дека има ваква погодност за отворање на нови бизниси, нови капацитети, нови индустријски погони, во кои што ќе се отвораат нови работни места? Почитувани присутни, овде во општина Штип, на листата на рурални развојни зони, офатени се Пиперово, Брест, Лесковица, Танатарци, Горачино, Почивало, Степанци, Суво Грло, Чифлик, Кошево, Пухше,
Кала Петровци, Љуботен, Лакавица, Балталија, Селце, Судик, Пенуш, Доброшани, Врсаково, Сарчиево, Долани, Драгоево, Шашаварлија, Кривидол, Сушево, Софилари, Три Чешми, Чардаклија, Стар Карорман и други. Значи, секаде во овие места, некој што ќе отвори некој погон, хотел, земјоделско откупен центар, ќе ги има овие услови. Повелете, вакви услови никаде во светот не се даваат. Сигурен сум дека ќе бидат добро искористени и отворени многу нови работни места. Во следниот период ќе обезбедиме репласирање на средствата од инвестиционата банка, Европската инвестициона банка, со што ќе обезбедиме компаниите повторно да имаат можности за кредити со камата до 5,5%. Платите во јавниот сектор во наредните 4 години ќе бидат зголемени за најмалку 10,25%. Пензиите на пензионерите ќе бидат зголемени за 10,25%. Минималната плата постепено ќе расте и до крајот на 20-та ќе дојде до 14.000 денари, ако во кожарската и текстилната до 13.000 денари, минимална плата под која нема да смее да се испаќат плати. Предвидуваме и нови 600 милиони евра за македонскиот земјоделец и за руралниот развој, по 150 милиони евра секоја година. На земјоделците што ќе инсталираат систем капка по капка, државата ќе им покрие 80% од трошоците. На земјоделците кои ќе навалат високоприносен добиток, државата ќе им покрие 80% од трошоците, а ќе обезбедиме и професионални земјоделски советници за да им помагаме. Земјоделците ќе добијат нов сојузник. Ако сега главниот сојузник на земјоделците е ВМРО-ДПМН, новиот сојузник ќе бидат професионалните земјоделски советници. Ќе се отворат 140 нови детски градинки. Ќе се субвенционира грејењето на пелети. Понатаму ќе се намала и ДДВ-то за печките на пелети за грејење, затоа што ова не само што ќе обезбеди подобра екологија и почист воздух, туку драстично ќе го подобри воздухот во самите соби каде што сега се користат дрва, кога ќе се заменат со пелети. Имаме и проект наречен од град во село за нов почеток. За сите оние што сакаат да почнат земјоделски бизнис, ќе им се помогне со 6.000 евра да си купат или реновираат куќа на село, ќе добијат земја за обработување, ќе добијат, ако сакаат добиток да огледуваат добиток и пасиште, со ние 80% поддршка од државата и за капка по капка и за високоприносен добиток, ќе ги добијат сите други привилегии, а ги има многу за земјоделците и ќе им се помогне да имаат нов почеток како тоа го сакаат. Ќе продолжиме и со новиот проект, кој на младите што немаат своја куќа им значи, а тоа е проектот Купи куќа за млади до 35 години, со кој што се даваат екстра услови за купување на куќа, услови што ги нема никаде во светот. Но имаме и нов проект кој ќе почне после изборите. Овој Купи куќа за млади го почнавме пред изборите. Купи куќа над 36 е наменет за оние кои што немаат своја куќа или имаат, но им е мала, па сака да е надградат или прошират. Со кој што во еден 20 годишен кредит 10 години ќе добиваат субвенции за ратите, и тоа во првите 7 години 65% државата ќе им покрива, потоа 35% уште 3 години. Драги пријатели, со новиот мандат започнуваме и пракса најдобрите 100 студенти секоја година од државните универзитети да бидат вработени директно во јавниот сектор. Имаме и уште многу проекти, но сакам малку да се задржам на Штип. Овде во Штип ветивме и отворивме технолошко-индустријска развојна зона, ветивме дека ќе ги доаѓаат инвеститори, па дојдоа Johnson Controls, американска компанија, која што инвестира 20 милиони евра и вработи до сега 1820. Technical Textile, германска компанија, која што исто така вработува. Кондево, кој што вложија 12 милиони евра и кој што за некој месец ќе почнат да вработуваат и да работат. Кондево од Италија. Има интерес и од други, во преговори сме и со други, ќе си продолжи таа работа. Така што, овдека се вложија многу пари од компаниите, почнаа да се вработуваат многу луѓе. Практично се направи ситуација да
компаниите кои што инвестираа околу 40 милиони евра и тие инвестиции ќе продолжат и понатаму. Она што мене ми е многу драго е што Штип денеска има намалена невработеност, изголемена вработеност. Пред нашето доаѓање Штип имаше 16.104 вработени лица. Во општина Штип работеа 16.100 луѓе. Денес работа 20.551 граѓанин на општина Штип. Невработени имаше 8.021, денес има 3.781. Тоа е огромна разлика. Тоа е сериозно намалување на невработеноста за цели 52%. Тоа не падна од небо. Тоа е изработено од некого. Некој многу работел за да дојде до тоа и ќе продолжи да работи и повеќе од тоа досега. Овде го отворивме и Државниот универзитет Гоце Делчев, кој што СДСМ го обструираш, сакаше да не се отвори. Се отворија многу факултети во Штип и во неколку други градови во Македонија. Штип стана студентски град, врие од студенти. И тоа е многу убаво. Со тоа значително се намали трендот на студирање во соседните држави. Нашите деца студираат во својот град или во најблискиот град, во сопствената држава, добиваат квалитетно образование. Штип стана универзитетски центар на Источна Македонија, не само студентски град. Набавени се и 5 најсовремени лаборатории за научно-истражувачка и апликативна дејност во вредност од 150 милиони денари за Штипскиот универзитет, односно 2,5 милиони вложивме во лаборатории на Штипскиот универзитет, за да го направиме успешен, престижен и модерен. Го изградивме новиот регионален систем за водоснабдување Злетовица, за потребите на граѓаните од општините Штип, Пробиштив, Свети Николе и сите околни општини, за што инвестиравме 70 милиони евра, за да се направи овој систем кој што е корисен за повеќе општини, вклучувајќи го и Штип. Во Штипско, во последните 5 години, за само 5 години, за земјоделците доделивме 13 милиони евра. Штипските земјоделци добија 13 милиони евра во последните 5 години. Тоа не може да не се почувствува и не може да не им значи тие субвенции. Инсталиравме и пуштивме во употреба нова медицинска опрема во клиничката болница во Штип, меѓу кои што и нов дигитален мамограф. Понатаму магнетна резонанца, дигитален рентген апарат, подвижен рентген апарат. Набавена и нова опрема за гинеколошкото оделение, нови столови за родилна сала и редица други работи во вредност од 5 милиони евра, апарати за штипското здравство. Во соработка со општината се направи и многу локални патишта за населените места Шашаварлија, Сарчиево, Врасково, Долно, Торгерци, магистрален пат Мантово, Штип, Љуботен, понатаму магистрален пат Пухче, Горачино, регионален пат, Суво Грло, регионален пат, Довани до манастир Светилија, понатаму улици во Лесковица, во Врасково, Довани и така натаму. Извршивме и реконструкција на транзитната сообраќајница Штип во должина од 2 километри и 11 милиони денари. Се реконструираа 9 училишта со преку 40 милиони денари. Се реконструираа и 5 училишни спортски сали, а се изгради и спортска сала за Универзитетот Гоце Делчев во вредност од 24,5 милиони денари. Се направија 2 двојни тениски терени, 2 повеќе наменски игралишта, фудбалско игралиште со вештачка трева, фитнес зона на отворено. Се отвори дневен центар за деца со аутизам. Се реновираше центарот за вработување, центарот за социјални работи, се отвори народна кујна, како и ромски информативен центар. Се изгради 400 киловатен интерконективен дајновод, трафостаница Штип, Ниш, во должина од 69 километри. Во овој проект се инвестира 11 милиони евра. Се изградија и други работи, се изгради зајакнување на врската кон Бугарија со далеководи.
повеќе од 1500 пензионери од Штип ја искористија услугата бањско-климатска рекреација. Изградивме и доделивме 91 стан за лицата од социјален ризик. Се направи целосна реконструкција и санација на куќата на Андонови во Штип, каде се смести новиот музеј на ВМРО, внатрешната македонска револуционерна организација. Целосно го реализиравме проектот за конзервација на фреско живописот во црквата Свети Спас во Штип, кој датира од 14 и 17 век, со што се заштити еден исклучително значаен споменик на културата. Но за Штип имаме уште многу планови и уште многу проекти. Како прво, ќе го довршиме автопатот Скопје-Штип. 6 ленти, 3 во еден, 3 во друг правец. 47 километри. Инвестиција вредна 206 милиони евро. Со 7 клучки, со 10 мостови, 8 надвозници, 5 подвозници и така натаму. Во Штип ќе се догради, веќе почна да се гради, новата клиничка болница, која ќе биде и регионален центар. Ќе покрива над 200.000 жители од Штип и од целиот источен и југоисточен регион на Македонија. Изградбата е инвестиција од 37 милиони евра за Штипската болница, во која што ќе има и нова најсовремена медицинска опрема. 252 нови медицински апарати ќе дојдат во штипското здравство во наредните 4 години. Ќе се овозможи и нови методи за лекување преку разни тренинзи, унапредување на третманот на пациентите и слично. Ќе се доврши изградбата на експресниот пат 4 ленти Велес-Штип во должина од 26 километри и вредност од околу 15 милиони евра. Гледате се гради, јасно ви е дека ќе се доврши, така? 15 милиони евра Велес-Кадрифако, односно Велес-Штип. Ќе изградиме и 2 експресни патишта со 4 ленти. Од Штип кон Радовиш, 4 ленти, градбата ќе почне на пролет, и од Штип кон Кочани, 4 ленти, градбата исто така ќе почне следната пролет. Затоа што веќе тендерите се при крај и е пред подпишување на договор. Значи, од сите страни кон Штип ќе водат добри патишта и каде и да се тргне од Штип, ќе се оди или по автопат, или по експресен пат од 4 ленти. Штип го заслужува тоа. Почитувани пријатели, водиме сметка и за локални патишта. И тие се важни за луѓето. Планираме реконструкција на локалните патишта Горачино, Танатарци, Суво Грло, Степанци, Лакавица, Пукше и патот за Балталија и повеќе други. Ветуваме и пуштање во употреба на гасоводот што веќе се изгради од Кумановско до Штип во должина од 61 километар и планираме тој гасовод да се доближи до домакинствата, да дојде до домакинствата и до индустријските капацитети. За таа намена, во наредните месец-два ќе се отвори јавен повик за изнаоѓање јавно-приватен партнер, интерес има, ќе успее, кој што ќе изгради така наречена секундарна гасификациона мрежа внатре во градовите, до домовите и до индустријските капацитети. Тоа ќе се изгради во најдоцна до крајот на 18 или почетокот на 19. Понатаму, значи, Штип ќе добие газ во секое домакинство што сака да има да добие газ и во секој индустријски капацитет. Овде во Штип се планира во наредните 4 години да изградиме затворен пливачки базен со ватерполо димензии за сите оние што сакаат да спортуваат, но и за сите што сакаат да рекреираат. Ќе изградиме и нова спортска сала, а ќе ја финализираме и пуштиме во употреба спортската сала во основното училиште Славико Арсов. Ќе изградиме и 3 кошаркарски баскет игралишта и ќе изградиме и скейт парк во Штип. Ќе овозможиме наводнување на нови 1500 хектари земјоделско земјиште во Овшеполието, во атарот на Врсаково, Сарчиево, Кривидол, Кадрифаково, Три Чешми
и во околината на Штип, преку реконструкција и санација на каналот за наводнување, инвестиција која ќе не чини 1.200.000 евра. Ќе изградиме и довод за технолошка вода во Чардаклија, со што ќе се обезбеди наводнување на површини во селото за производство на градинарски култури, а ќе се користи и за напојување на добиток и живина. Ќе започнеме и со подготовка за изградба на браната Отиња, со што ќе се овозможи регулација на реката и превенција од поплавите, а ќе се реши и проблемот со техничка вода. Планираме и санирање на гумената брана кај Карбинци, која ќе овозможи наводнување на околу 250 хектари земјиште во атарот на општините Карбинци и Штип. Предвидуваме изградба на нова водоводна мрежа за населените места. Балканска, значи Балканска ќе добие водоводна мрежа, нова, Македонка и Чардаклија во општината Штип, која ќе придонесе до секој дом да има доставена чиста и питка вода за пиење. Буџетот за ова е 1 милион евра. Во Штип ветуваме изградба на нова детска градинка во населбата Сењак, која ќе отвориме во 2017 година, и библиотека со аудиокниги за лицата со оштетен вид и дневен центар за повозрасни лица. Значи, за повозрастните лица, дневен центар каде ќе го поминуваат своето слободно време. Ќе се изврши и санација на средното училиште Коле Нехтетин во основното и на основното училиште Тошо Арсов. Ќе воведеме паралелки за специјализирано средно образование од областа на информатичка технологија во училиштата во Штип. Ќе започнеме и со подготовките за изградба на карго аеродромот Филип II во близина на Штип. Таму да ве подсетам, договорот со концесионерот ТАВ е 10 години да има мерење на ветровите, што сега се спроведува, и на 10-та година да почнат да го градат карго аеродромот. Имаме цврст договор, подпишан, и од тој не може да се остапи. Во 2020 им истекува 10-та година, во која што мораат да го започнат градењето на карго аеродромот Филип II во Штип, кој исто така ќе функционира и за потребите на цивилното воздухопловство. Ќе започнеме со проект за реконструкција на стари далеководи и ревитализација на електропреносната мрежа. Реконструкцијата предвидува целосна обнова на градежните и електрични компоненти на далеководите Овче поле Штип и Штип Проби Штип. Ќе отвориме центар за лица заболени од Алцхаймер, за подобрување на нивниот квалитет на живот. Се предвидува и санација на фасадите на старата градска архитектура во Штип. Се предвидува обнова на куќите. Се предвидува обнова на куќите на македонските дејци во Ново село и нивно ставање во функција како спомен куќи. Обнова на спомен на куќите на македонските дејци, а ги има такви во Ново село. Добро знаете кои што ќе бидат дел од музеот на ВМРО и ќе бидат спомен куќи на македонските дејци. Се предвидува конзервација на базиликата на археолошкиот локалитет Баргала Штип. Со проектот за конзервација на акрополот на тврдината Исар Штип ќе се овозможи Штип конечно да ја добие најмаркантната градба која ќе представува заштитен знак на овој град и која ќе ја збогати културно-туристичката понуда за сите граѓани и посетители. Предвидуваме и многу други работи, многу други проекти, но најпрвин треба да го поминеме 11 декември. Ама не да го поминеме со обична победа. Да го поминеме со победа која ќе биде победа за две работи. Која ќе биде победа поврзана со две ваши одлуки. Секој од вас треба да донеси две одлуки. Една за тебе и за твоето семејство, а тоа се сиве овие проекти за кои зборувам, и втората одлука. Втората одлука е одлука за Македонија. Во кој правец ќе се движи Македонија? Дали Македонија ќе биде земја во која ќе се гради, создава, решаваат проблеми, ќе напредува кон ЕУ и НАТО, ќе имаме соживот, или ќе биде Македонија со кантони, со двојазичност на целата територија,
со федерални единки, со проширување на рамковни договори и не знам уште што се не се договорил овој човек, што смета дека некој друг од надвор треба да го донесе на власт, а не неговиот народ. Затоа, драги пријатели, на 11 декември победуваме. На 11 декември победуваме и мораме заради Македонија да победиме. Ние, народот на Македонија, мора Македонија да победи со најмалку 63 пратеници за ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Да сте живи и здрави, да живее Штип, да живее ВМРО, ДПМН, да живее коалицијата за подобра Македонија, да живее победнички Штип, да живее Република Македонија.